Саботата беше вистински празник за генерацијата кочанци родени 1932, 33 и 34 година. Се собраа на едно место во просториите на Сдруженијето на пензионери на Кочани да ги вратат спомените на едно детство кога босоноги го почнуваа патувањето по образованието. Најпрви се школувале на бугарски јазик, бидејќи окупацијата на Кочани го налагала тоа, за да по ослободувањето на Македонија продолжат да се школуваат на мајчин македонски јазик. Виновник да се собере генерацијата со ученици е пензионираниот пуковник во пензија Јордан Јорданов Јоцето. Во сеќавањата тој истакна. Ние сме генерација која почнавме да учиме на српски јазик во Вардарска Бановина, кај учител, односно даскалот Војо, водоклевец испод касаната тоа школа што е било. И учителот Киро Скин, Ацо Александар. Тоа е заврши незавршена незавршена школа. 6. април е почнала Втората светска војна, а треба до јуни месец. Значи, немаме завршено прво оделение. Карактеристична работа. Сега германците доваѓат и одат, доваѓат бугарите, организираат школување. Како детал ќе спомнам. Карактеристично е прашање едно, друго, трето. Сакаш ли да одиш во прво оделение или во второ оделение? Како бе во прво оделение? Прво. Јаконот предаваше да научам Отче наш. Ја не искам да научам Отче наш. Број 2. Даскалот Војо имаше на вратот малку незгодна работа, чирем. И две школски другарци ги тераше да го чешкат богато. А ја ги запрекавах за тоа. И сега, кој друг него Јоце у магарешката клупа, у ќошето тамо доле, на искршени љуспи од ореви или од лешници, ама со шилките нагоре, со колена голи, ќе клечи. Или со острата страна од ленирот, по прстите ќе добие чуте. Значи во второ оделение. Баба Риса, второ оделение, трето, четврто бугарско. И Кировски, професорот, наставникот тогаш, учителот. Он, значи, учи во школото во Доклевец, а ние сега учиме во школото, тоа е старо турско школо, изнад општината две училници беа, тамо беше кај Баба Риса. Средбата помина во пријателска и другарска атмосфера, како што им доликува на оваа генерација ученици од Кочани. Заедничката фотографија само уште еден убав спомен за годините